Благодарам што го потврдивте она што го кажав во воведот на мојот говор, односно пред да почнам да го читам Законот за употреба на јазиците, кој што вие го дадовте пред нас пратениците. Вие само потврдивте дека вас не ве интересира мислењето на граѓаните. Вие само го потврдивте она што го кажав, дека сите изгледа од Социјалдемократскиот сојуз сметате дека резултатите од локалните избори, внимавајте, локални избори, ви се амин за да воведете двојазичност на територијата на целата Република Македонија. Добро е што ова го кажа пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, токму од говорницата на парламентот на Република Македонија. Толку е од вашата грижа за граѓаните, односно од вашата грижа за мислењето на граѓаните на Република Македонија. И вие не сте тие кои што оценувате дали мојата дебата е погрешна или не. Мојата дебата според мене е правилна, затоа што го кажав тоа што треба да го слушнат граѓаните на Република Македонија. Штета е што се уште мислите дека имаме наш и ваш пат. Јас би сакала патот да е заеднички за сите граѓани на Република Македонија. И немојте да заборавите едно. Јазикот на еден народ е неговото духовно богатство и наследство. Почитуван колега, јазикот е нашата татковина. Тешки жално е за Република Македонија што политичари постојат во овој состав на парламентот кои што сметаат дека во 21. век не требало да постојат државни национални интереси. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе се согласите со мене дека државен општествен интерес е името на Република Македонија. Почитувана колешке, не пратениците на ВМРО-ДПМН, ами стручната јавност кажуваше и кажува дека станува збор за неуставен закон. Токму заради тоа ние настојувавме да има јавна дебата по однос на овој закон. Но не само што како пратеници на власт не сакате јавна дебата, туку и дебатата во собранието ја избегнавте вешто, одјавувајќи се од збор. Не сакате да дебатирате по однос на овој закон, затоа што пред целата македонска јавност ќе треба да го потврдите ова што го прочитав, дека воведувате двојазичност на територијата на цела држава, дека Прилеп го правите двојазичен, дека Берово го правите двојазично, Струмица, Могила, Новосело, по донесување на овој закон ќе бидат двојазични.